поздрав од платото пред А1 арената на спортскиот центар Борис Трајковски. Ово утре ќе биде локацијата на која што ќе се насочиме сите и ќе очекуваме триумф на најдобрата македонска кошаркарска репрезентација од многу важниот надпревар кој е старт практично на квалификациите во Б групата за Европското првенство. Ни доаѓа селекција која што можеби не е една од оние елитните, но за нас тој дуел утре вечер од 20:15 е исклучително важен. Овде крај мене и на ова место што го споменав, од пред 10 минути и селекторот Александар Тодров. Добро утро. Добро утро. Вртиш, кружиш овде околу салата, место не те држи. Вртам, кружам, бидејќи морав да ти укажам внимание и да дојдам тука. Имаме пресконференција од 11 меѓу другото. Тоа е причината да сме сабајлево тука, бидејќи тренинг денеска имаме само еден, попладневен. Тоа е последниот тренинг пред надпреварот со Естонија кој пред малку го најавивте. Ајде флеш. Каков е амбиентот во репрезентацијата, како се повиканите, како функционира сега овој нов подмладен состав? Мислам дека имаме малку среќа, малку повеќе среќа да успееме да направиме еден циклус од 7 дена подготовки кои во овие услови како што се поставени овие FIBA продукција е многу, навистина многу тешко. Имавме таа среќа уште од првиот, ајне од првиот, ама од вториот ден да ги имаме на располагање сите 15 репрезентативци. Имавме дури таа можност да видиме до кај сме на еден пријателски надпревар, така да од тој аспект сум задоволен. Она што е проблем во моментов се неколку здравствени проблеми, неколку играчи се жалат на вироза. После синоќеничниот тренинг имавме и две, се надевам, не многу сериозни повреди, така да се надевам дека вечера ќе може да истренираме во комплетен состав и да го дочекаме утре надпреварот на 100% спремни со оној ростер, со оние 12 со кои јас сум замислил дека треба да настапиме на надпреварот со Естонија. За дополнување, во нашата втора група, квалификацијска за Европското првенство следната година во 4 земји, во Чешка, Грузија, Германија и Италија, освен утрешниот противник Естонија, ни се и две големи репрезентации, Италија и Русија, двокружен бот систем. Главнината од надпреварите за нас се во овој термин февруарски, а потоа и во ноември во Талин, најверојатно во Естонија, затоа што таа пресметка меѓу нас и естонците практично треба да реши за третото место, кое исто така носи на Еврошампионатот. Шансата вака делува дека е добра, извонредна, еден триумф, еден помал пораз и ние сме повторно на Еврошампионат. Да, меѓутоа треба да имаме еден друг фактор. Мислам, првичното кога се доби групата, коментарот беше дека една победа со еден помал пораз не води натаму. Меѓутоа, треба да го имаме во предвид факторот Италија. Екипа која е директно пласирана, екипа која доаѓа без ниту едно од големите имиња на италијанската кошарка во вие, барем во овој февруарски прозорец, така да Италија накупатува кај Естонија в недела. Точно. Еден надпревар кој ќе покаже дали на вистина една победа со поголема и помала кош разлика, односно и пораз со помала кош разлика ќе биде доволен или ќе треба да се гонат две победи, бидејќи ако меѓутоа нели кажав уште на првата пресконференција, овој формат на квалификации со надпревар и Евролига во исто време со без НБА играчите дава многу поголеми шанси на малите репрезентации. Видовме минатиот циклус Естонија ја совлада Србија во Талин. Ме совлада и нас во еден квалификацијски циклус за светско првенство предквалификацијски пред 2,5-3 години и од тогаш имаме непријатни сеќавања токму во оваа сала, овде 4 разлика, па потоа и нагост. Да, меѓутоа тоа беа два напревари каде што можевме да ги победиме реално и двата. Сега составите се сменети во голем дел, она што нас повеќе не загрижува, промените во нашиот тим малкумина се во земјава што можат да ја погодат првата петорка и шестиот и седмиот играч во моментов. Јас можам, ама нема да ви го кажам, така да. Јас знам, ми се чини знам кои 8 или 9 играчи ќе понесат товарот на надпреварот утре. Мислам дека нормално сакам пред тоа да видиме, да знаеме дека зрстениот билтен е онаков како што посакуваме. Слушајќи вас, ти речам само што тоа ни фали. Витингтон не е Хендрикс, чинам дека имаме мали проблеми во рекетот. Витингтон не е Хендрикс, од
аспект дека не е тој што на англиски го нарекуваат рим протектор, односно заштитник на рекетот. И тоа што нам децении ни фали? Да, меѓутоа Витингтон е оној кој може да ни даде нешто што нас многу ни помага како стил на кошарка, а тоа е шут од надвор. Бидејќи на крајот на краиштата ние како стил на кошарка, како нешто што навистина ни одговара да го имаме тој добар спейсинг, добри шутери од надвор, а Витингтон може да изигри на позиција 5 и на позиција 4 и навистина сум од начинот на кој пристапува на тренинзите и на кој се однесува, навистина се однесува како еден од 15. Воопшто не покажува со ништо дека е странец, дека е натурализиран играч и тоа е она што највеќе ми дава надеж дека утре ќе ни помогне максимално на своите способности. Секоја чест за Витингтон. Ацо Тодоров, неколкукратен помошник селектор во првата репрезентација, 25 години, од Алумина, од минатиот век. Тренер, искуства меѓународни, односно главно регионални и балкански. Сега имам впечаток дека можеби ти доживуваш некаква трансформација. За кога зборуваме за Витингтон, ти ми зборуваш за ситуација во која што ние ти играме некаква ранен ган кошарка. Не, нема да играме ранен ган кошарка, бидејќи не сметам дека можеме со ранен ган кошарка да се наметаме на екипа која ранен ган кошарката име во крвта. Така да, по принцип, ќе обрнеме многу внимание на одбраната, особено на начинот на кој ќе запреме нивното шутирање за тројка. Нивните најдобри играчи се на позиција 4, двајца на позиција 4, од кои претпоставувам дека едниот утре ќе користат и на позиција 5. Така да во еден момент ќе дојдат со петорка каде што секој ќе може да шутне од надвор и тоа е моментот на кој ставаме акцент овие денови во одбрана. Најголемиот проблем, најголемата ноќна мора, мислам за секој тренер, е екипа која ќе те рашири со петорица на дворешни играчи. Ние тоа го нарекуваме small ball и кои ќе почнат особено во надпреварите каде што ќе имат свој ден, своја ноќ во процентите. Многу тешко, ацо се подготвува надпревар, старт на квалификации, противникот релативно непознат, а да речем искрено непознаница се и нашите. Добро, игра на претпоставки. Овој надпревар е игра на претпоставки. Ние претпоставуваме што тој ќе игра. Нели, беше тренер во Романија, каде што игравме меѓусебно, беше тренер во Полска, каде што минатата година беше помошник од Никола Василев. Говориме за тој Ола, за селекторот на естонците? Да, така да во моментов се игра на претпоставки и тие претпоставки ги вадиме од начинот на кој тој тренер има играно во минатото и од нивниот ростер. Значи све што збориме сега, све е некоја претпоставка. Меѓутоа истата таа игра на претпоставки тие ја водат. Колкава е дозата на среќа што ти ни е потребна? Малку повеќе од 15. Нема успех во спорт без среќа. Така, многу среќа. Фала многу.